Добар ден на сите. Почитувани членови на Советот на Општина Битола, врз основа на член 26.2 од Статутот на Општина Битола, ја отворам 23-та седница на Советот на Општина Битола. Врз основа на евиденцијата од службата, констатирам дека на седницата присуствуваат 30 членови на Советот, еден советник го најави своето присуство, па според тоа Советот го има потребното мнозинство за работа и може полноважно да одлучува. Согласно член 44 од Законот за локална самоуправа, сакам да ги потсетам членовите на Советот дека се должни да го информираат Советот за прашањата кои се на дневен ред, а ако некој член на Советот има финансиски или друг интерес дека не може да учествува во процесот на одлучување. Ве информирам дека до почетокот на седницата до мене пријавија конфликт на интереси неколку советници согласно член 44 од Законот. Дозволете ми да го поздравам присуството на сите гости и представници на средствата за јавно информирање. Почитувани членови на Советот, за денешната седница предложен е следниот дневен ред. Точка број 1. Финансиски план за работа на јавното предпријатие Комуналец Битола за 2023 година. Број 2. Финансиска програма за одржување на јавната чистота на јавните површини на територија на Општина Битола за 2023 година. Точка број 3. Финансиска програма за одржување на јавните зелени површини на територија на Општина Битола за 2023 година. 4. План за работа на јавното предпријатие за стопанисување со индустријска зона Жабени, Битола за 2023 година. 5. Оперативна програма за поправка и одржување на улично осветлување, тековно одржување, замена на живините на триумовите и флуоресцентните светелки со LED светелки заради поголема енергетска ефикасност на целиот систем за улично осветлување на подрачјето на Општина Битола, руралните средини за 2023 година, осветлување на пешачки премини, осветлување на реконструирани улици во Општина Битола и поставување на РТ до ТС на булевар 1 мај и улица Васко Карангелевски. Број 6. Оперативна програма за поправка и одржување на улично осветлување на подрачјето на Општина Битола, рурални средини од реоните Бистрица, Цапари и Кукуречани за 2023 година. Точка број 7. Оперативна програма за поправка и одржување на улично осветлување на подрачјето на Општина Битола за град Битола и за 2023 година. Број 8. Програма за измена и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Битола за 2023 година. Број 9. Програма за измена и дополнување на програмата за користење и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Битола за 2023 година. Број 10. Програма за измена на програмата за развојни планови на Општина Битола за периодот од 2023 до 2025 година. 11. Програма за измена и дополнување на програмата за субвенционирање на јавните комунални предпријатија за 2023 година. 12. Програма за измена на програмата за економски развој на Општина Битола за 2023 година. 13. Програма за измена на програмата за туризам на Општина Битола за 2023 година. 14. Програма за измена и дополнување на програмата за култура во Општина Битола за 2023 година. 15. Програма за заштита на потрошувачите на Општина Битола за 2023 година. 16. Програма за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Битола за 2023 година. 17. Извештај за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за 2022 година. 18. Одлука за дополнување на одлуката за утврдување на висината на надоместокот за користење на земјиште во општа употреба за поставена урбана опрема и поставување на урбана опрема за која не може да се наплаќа комунална такса на територијата на Општина Битола. 19. Одлука за определување на висината на благајнички максимум. 20. Одлука за промена на припадност на дел од улица Воден Битола. 21. Одлука за промена на припадност на дел од улица Кресненсково стание Битола. 22. Одлука за промена на припадност на дел од улица Никола Јанков Вапцаров, Битола. 23. Одлука за обезбедени средства за надоместок за експроприација на недвижен имот за изградба на комунална инфраструктура во Општина Битола. 24. Одлука за донесување на детален урбанистички план за четврт Исток 2, блок И 0205 Општина Битола. 25. Одлука за давање согласност за одобрување на урбанистички проект за стопански индустријски намени на дел од катастарска парцела број
17437, дел од КП број 17438/1, КП број 17438/2 и КП број 17438/3, индустријска катастарска општина Битола 5. 26. Одлука за примање на трајно користење на движни ствари на општина Битола за потребите на Кирил Методи, Даме Груев, Стив Наумов и Кузман Шапкарев. 27. Иницијатива за донесување одлука за формирање на совет за поддршка на женско претприемништво на општина Битола. 28. Заложба за напредување на родовата еднаквост и елиминирање насилство врз жените во политиката. 29. Решение за давање согласност за распределба на средства во средните училишта во општина Битола за 2023 година. 30. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на плански опфат и вклопување на беспратни објекти изградени во катастарска општина Нижеполе во идна урбанистичка планска документација КП број 527, катастарска општина Нижеполе, 2 предмети. 31. Одлука за утврдување на потреба за проширување на плански опфат и вклопување на бесправни објекти изградени во катастарска општина Нижеполе во идна урбанистичко-планска документација КП број 135/1, катастарска општина Нижеполе. 32. Одлука за утврдување на потреба за урбанистичка планска документација КП број 393/2, катастарска општина Нижеполе. 33. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичка планска документација во катастарска општина Бистрица КП број 1238, катастарска општина Бистрица. 34. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација КП број 522 и 524, катастарска општина Бистрица. 35. Одлука за утврдување на потреба за донесување урбанистичко-планска документација КП број 249, катастарска општина Бистрица. 36. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација КП број 1119, катастарска општина Бистрица. 37. Одлука за утврдување на потреба за донесување урбанистичко-планска документација КП број 1121, катастарска општина Бистрица. 38. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација КП број 2570, катастарска општина Кукуречани. 39. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација КП број 2034 и 5388/3, катастарска општина Кукуречани. 40. Одлука за утврдување на потреба за донесување урбанистичко-планска документација КП број 745/2, катастарска општина Крстовар. 41. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација КП број 1543, катастарска општина Логоварди. 42. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација КП број 1171, катастарска општина Логоварди. 43. Одлука за утврдување на потреба за донесување урбанистичко-планска документација КП број 137, катастарска општина Буково. 44. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација КП број 368, катастарска општина Буково. 45. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација КП број 142/5, катастарска општина Кравари. 46. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација КП број 263/1, катастарска општина Кравари. 47. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација КП број 142/7, катастарска општина Кравари. 48. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација КП број 176/4, катастарска општина Кравари. 49. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација КП број 921, катастарска општина Секирани. 50. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација КП број 619, катастарска општина Црноец. 51. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација
КП број 328/11, катастарска општина Магарево. 52. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација, КП број 1033, катастарска општина Барешани. 53. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација, КП број 327/2, катастарска општина Кажани. 54. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација, КП број 812 и КП број 815/2, катастарска општина Оптичари. 55. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација, КП број 786 и КП број 726, катастарска општина Грешница. 56. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација, КП број 436/1, катастарска општина Карамани. 57. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација, КП број 1011/8, катастарска општина Дихово. 58. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација, КП број 529/4, катастарска општина Породин. 59. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација, КП број 633/2, катастарска општина Трново. 6. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација, КП број 604, катастарска општина Трново. 61. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација, КП број 753, катастарска општина Трново. 62. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација, КП број 404/10, катастарска општина Трново. 63. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација, КП број 1219, катастарска општина Драгожани. Од 65. 64. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација, КП број 155/7, Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко-планска документација, КП број 155/1 и КП број 155/3, катастарска општина Раштани. 65. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко-планска документација, КП број 1467, катастарска општина Долно Оризари. 66. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко-планска документација, КП број 1311/1 и 1311/2, катастарска општина Долно Оризари. 67. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко-планска документација, КП број 173/7, катастарска општина Битола 5. 68. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко-планска документација, КП број 16960/1, катастарска општина Битола 5. 69. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко-планска документација, КП број 16599, катастарска општина Битола 3. 70. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко-планска документација, КП број 10846/3, катастарска општина Битола 5. Дали има предлог за измена и дополнување на предложениот дневен ред? Доколку нема, Павел Чулаковски. Благодарам, председателке. Колеги советници, на почетокот на ова година, ако добро се сеќам, едногласно побаравме од владата
да ни го врати на користење детското одморалиште Пелистер. Пак ќе замолам службите од општина Битола да ни дадат информација дали имаме воопшто некаков одговор од влада во врска со детското одморалиште Пелистер. И од друга страна ќе ве потсетам двата политички субјекти овде кои што имате представници во парламентот, односно 3 еве, дали некој од нашите представници во влада или во парламент го покренале оваа иницијатива на тоа што го баравме ние како општина, да ни го дадат, да ни го вратат, значи детското одморалиште на користење на општина Битола. Благодарам. Благодарам, колега. Јас морам да кажам дека нема потреба да ја клаваме како точка, бидејќи до денес како совет немаме добиено и барањето е пуштено до владата на Република Македонија, не е до парламентот. До денес, значи пуштено е мислам на 22 март или 25, не ме фаќате за збор, до денес немаме добиено ништо повратно, бидејќи доколку сме добиеле, истото ќе беше процесуирано до сите советници. Благодарам. Повели Мирита. Почитувана председателке, почитувани колеги, моето барање е за дополнување на 13-та точка за програма за туризам на општина Битола. Поради големиот интерес на посетеност на музеот на албанската азбука, барам да се постави табла со ознака каде се наоѓа местото на музеот и досега нема ни една табла поставена. Тоа е во голем интерес и за економскиот развој на нашиот град во Битола. Колешки, имаме таква точка, значи точката е измена. Тоа може да го побарате на комисија, амандмански, и истата измена денес ја имаме, бидејќи имаме измена во програмата која беше надополнета со амандмани на седницата за буџет. Мислам дека требаше барањето да опуштите до комисијата кога ги разгледувавме амандмански. Тоа е начинот, значи денес колку што ве разбрав, барате дополнување на точка, не може да се дополни. Ова е точка измена веќе. Сега, дали ќе настане измената, тоа се бара амандмански на комисија за култура. Така, за култура или за туризам, не ве разбрав. Повелете, Бајковски. Веќе имаме во програмата за туризам поставени информативни и туристички табли, точка 3, 30.000 денари за поставување на информативни табли. Таму треба само да се види, како советничка вие да видите законската регулатива која е за поставување на табла. Дали е потребен сообраќаен проект, некоја дозвола од некоја централна институција. И имаме програмата тука, изгласавме, мислам дека сите заедно на последната седница. Во точка 3 е влезени информативни туристички табли. Благодарам. Благодарам. Павел Корилевски. Тоа не му објаснува како заменик граначалник, пошто го прекраши заменик граначалник дневниот ред, објаснуваше, а не му е негова работа на дополнителна точка. Значи јас барам дополнителна точка информација од општина Битола за ревизорскиот извештај кој што го најави за јавните предпријатија. Денес имаме 2 од нив, па да видиме дали тие стојат или наредните и били ило кој што се случило со тој ревизорски извештај. За основните училишта имаме некои точки во кои што ќе се примат донации и најави ревизија јавно и на медиумите. И јас барам информација, точка на дневен ред, информација дали тој ревизорски извештај е изготвен или не е изготвен, готов или не е готов, позитивен или не е позитивен, ќе дискутираме. Имаме просто. За кој ревизорски, само не ве разбрав, за сите, за училиштата или за јавните? За јавните предпријатија и за училиштата. За јавните предпријатија јас ќе ви дам информација, не е готов за сите јавни предпријатија, чим биде готов сите ќе ги добиете на мејл документите од извештаите од ревизорски. Значи се уште немам информација за сите јавни предпријатија, а за училиштата не знам кај има таков ревизорски извештај, искрено. Благодарам. Значи сакате да го поставиме како точка?
За јавните предпријатија не се готови за сите, из ревизорските, ако сакате, како сакате. Значи, во моментот кога ги добијам јас како документи, сите ќе ги добиете на мейл. До овој момент само за 2 предпријатија имам добиено, не е за сите. Благодарам. Доколку немаме други дополнителни точки, кој е за предложениот дневен ред, ве молам да крени рака. Едногласно. Констатирам дека дневниот ред е усвоен. Преминуваме на прва точка, финансиски план за работа на јавното предпријатие Комуналец Битола за 2023. Истото се гледаше на Комисијата за финанси. Го молам известителот да го прочита извештајот. Повелете. Почитувана председателка, почитувани колеги советници, почитувани гости. Комисијата за финанси и буџет на Советот на општина Битола одржа седница на ден 18.1.2023 година, на која ги разгледа. Точка 1. Финансиски план за работа на јавното предпријатие Комуналец Битола за 2023 година. Точка 2. Финансиска програма за одржување на јавната чистота на јавните површини на територијата на општина Битола за 2023 година. Точка 3. Финансиска програма за одржување на јавните зелени површини на територија на општина Битола за 2023 година. Точка 4. Одлука за дополнување на одлуката за утврдување на висината на надоместокот за користење на земјиште во општа употреба за поставена урбана опрема и поставување на урбана опрема за која не може да се наплаќа комунална такса на територијата на општина Битола. Точка 5. Одлука за определување на висината на благајничкиот максимум. Точка 6. Одлука за обезбедени средства за надоместок за експроприација на недвижен имот за изградба на комунална инфраструктура во општина Битола. Точка 7. Одлука за примање на трајно користење на движни средства на општина Битола за потребите на Основното училиште Свети Кирил и Методи, Основното училиште Даме Груев, Основното училиште Стив Наумов и Средното земјоделско училиште Кузман Шапкарев. Точка 8. Решение за давање согласност за распределба на средства во средните училишта во општина Битола за 2023 година. По разгледувањето на материјалот по точката од дневниот ред, Комисијата за финанси и буџет на членовите на Советот им го поднесува следниот извештај. Материјалот по точките 1, 2 и 3 од дневниот ред по дискусијата, Комисијата го гласаше со 2 гласови за, 2 гласови против и 1 глас воздржан. Материјалот по точките 4, 5, 6, 7 и 8 од дневниот ред по дискусијата, Комисијата го гласаше со 5 гласови за. Ви благодарам. Благодарам. Дали може заедно да ги разгледуваме трите точки? Добро. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Повелете, Карлевски. Ви благодарам, почитувана председателка, почитувани колеги советници, почитувани медиуми и јавност. Денес владеачкото мнозинство и коалицијата си ја премала точката од пред 2 недели, бидејќи тогаш deal-oriented коалицијата не се договорија околу директорските смени, позиции и така натаму, во управните одбори и надзорните и така натаму. Денес ги имаме истите документација, денес имаме истата програма, денес имаме истата точка на дневен ред, тогаш не беше изгласана. Сега, по најавите од пред ден-два за смена на директорското место, јас знам дека коалицијата, односно владачкото мнозинство, како што милуваат да речат, а не се коалиција, ама сите се управни одбори, ќе се изгласат. Па вака, почитувани граѓани, јас ќе ве подсетам, и ќе подсетам заменикот градоначалник Бојковски, колега наш советник, вика,
На денешната седница на Советот на општина Битола, кој што се одржа на 1 декември 2021 година, беа разрешени сите членови на управните и надзорните одбори во јавните предпријатија. Владачкото множинство предложи нови членови за управни и надзорни, кои се високи, професионални и извршуваат својата работа честно и достоинствено. Сега, тие управни одбори, ние во тој момент верувавме, гласавме воздржано, не против, со надеж дека достоинствено честно. И донесоа финансов план, колегата Георгиевски велеше жими се предпријатијата тука, работа топ, во финансиска состојба невидена. Ако е комуналец во 6 милиони денари, ама нема и плата да исплати. Сега комуналец е во 15 минус, ама може. Тие во водовод не зедаа плата 4.000 денари за нова година, не знам, уствари плата, не знам како се вика тоа. Во Боној, почна од времето на од една партија председател, Бог да се опрости, Коделеше Банчина, така му даде и во водовод, ама сега не знам како ќе исплатат плата. Сега во комуналец била таква ситуацијата, што минус 15 има сега, за година планирале минус 13,5, и се ќе смениме директоро и ќе добиеме позитивно јавно предпријатие. Очигледно се врзуваме за личности, почитувани граѓани, а не за работа за јавните предпријатија. Затоа претходно ги спомнав и управните одбори. Убаво што се ги менавте. Многу убаво. Си клававте своји луѓе од ВМРО, ДПМН, социјалистичка подем, левица, да не ги забораваме и тие. Сите си ставија, меѓутоа проблемите не се решија. Прво сменавме на пазари, личето го сменавме, ама проблемите останаја. Сега на комуналец ставаме нов човек. Предходниот велеше животна желба ми е да купам 3 камиони, истите оние пандеши купите неуспешни. Сега овој ќе треба да биде успешен како панде 3 да купи камиони. Ако тоа е позитивното што го поминале и што изгласале на управен одбор на јавното предпријатие Комуналец и биле честни и поштени и многу убаво професионално си ја вршиле работата, а за разлика, вика, од СДСМ, вика, само ќе ви даме предлог, вика. Во јавното урбанистичко предпријатие за проектирање и инженеринг, член на управен одбор беше професор доктор по ветеринарна медицина. Шо збораш, вече. А ние па планираме да отвориме стационар за кучина. Што ќе му е ветеринарен во урбанизам. А му треба му помоши тука во околу проектирањето, кои се потребите. Ама од кај да знаат та коалиција тоа дека ќе има други потреби. Ама со тек на време, полека учат. Сваќаат, си се договараат, ама јавните предпријатија не ќе да се на добар пат. Зато имаме подолу точка 11, субвенционирање на јавните предпријатија. Ако беа добри, ако финансиски добро работеа, ако финансискиот план беше квалитетен, немаше потреба од субвенционирање на јавните предпријатија. Ако работа е рентабилно, немаше да бидат во минус, ќе беа во плюс, ќе продолжеа, како велите. Се што ви одговара, што е остаено, континуитете. Се што ќе направите нешто од тоа што ветивте ништо, во програмата зборна предизборна, тоа вика нешто ново што е за прв пат. Јавното предпријатие Комуналец моментално и промената на директорот е само договор на меѓукоалицијски. И ништо повеќе. Нити ќе се промени нешто, бидејќи од директорот еден човек не потекнува ништо. Тој претходниот ќе се врати на работната позиција. Тие што си работеа во Комуналец, повторно ќе се вратат во Комуналец. Менаџирањето, затоа ги побара финансиските извештаи. Единствено е, ако си ги пикнал рачината во медо. Ако ги пикнал, да ги видиме. До каде? До Полојна, до крај, до Коленци, до Петици. Тогаш да. Тоа да го видиме
и да знаат граѓаните дека јавните предпријатија и ги менуваме затоа што се неуспешни. Или пак не ја спроведуваат програмата која што претходно ја ветиле или ја назначиле за 2022 година, во која што нашите колеги советници се отепаа на Фејсбук од фалење на директор. Сега кога дојде критика, пошто тие биле гласот на народот и го слушале гласот на народот велеше дека неправилно работи јавното предпријатие Комуналец. Ама требаше да помени година дена и Комуналец да влезе во загуба и сега граѓаните треба да си ја платат таа загуба. Ама тоа партиите не го интересира, коалицијата воопшто не го интересира. И денес тие заеднички, како што викат, сложни брајки во петок мрсат и ќе си гласат за јавното предпријатие, кое што после 2 недели со истата финансиска програма, со истиот финансов план. Ние не го видовме директорот да рече чекај сега тука или да му даевте можност бар уште една недела. Не знам зашто избржавте. Да ни покажи, да ни кажи тука дека јас планирам јавното предпријатие да има нови инвестиции, јавното предпријатие да го намали долгот. Наместо тоа, ќе видиме во наредните точки, почитувани граѓани, кај што јавното предпријатие Комуналец ќе работи за туги интереси. За други јавни предпријатија. А парите ќе одат на штета на граѓаните повторно. Тоа е од денес она што може да се каже. Deal oriented. Сакаме тој човек, не сакаме. За предпријатието баш не гајле. Ви благодарам. Благодарам, Карлевски. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Точка број 1. Финансиски план за работа на јавно предпријатие Комуналец Битола за 2023 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 16 за, против. Вака? 10 за. Не, 10 против. Констатирам дека првата точка од дневниот ред е усвоена. Оти 10 против. Петар не, да, извинете. Точка број 2. Финансиска програма за одржување на јавна чистота на јавните површини на територија на општина Битола за 2023 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 16 за, против. 11. Констатирам дека точка број 2 од дневниот ред е усвоена. Точка број 3. Финансиска програма за одржување на јавните зелени површини на територија на општина Битола за 2023 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 16 за, против. 11 против. 10 против, 1 воздржан. Констатирам дека третата точка од дневниот ред е усвоена. Минуваме на четврта точка. План за работа на јавното предпријатие за стопанисување на индустријската зона Жабени Битола за 2023 година. Значи точка број 4 и точка број 5, 6, 7 одат заедно. Отварам претрес по точките. Дали некој бара збор? Значи, тие се пуштени од Жабени, точките, надолу. Значи, истите беа поминати претходно на седница, ама беа пуштени од Комуналец, требало да бидат пуштени од Жабени. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Павел Карлевски. Ви благодарам. Почитувам председател, ја имам место, пошто треба да искористам лаптопот, да не ја замарам јавноста. Ова е она што ви говорев, почитувани граѓани, каде што денес, на претходната седница ги пренесевме или ги изгласавме овие точки во однос на јавното предпријатие Комуналец и сега правиме пупу не важи, одат на Жабени.
Зошто дат на жабени? Затоа што броилата кои што ги презеде јавното предпријатие жабени, значи единствени 8 општини, 4 се поправја по налог на регулаторната комисија, станаат уште ние 4, од кои што ние цврсто стоиме. Дури сега велиме вака: во јавното предпријатие жабени, вика, е за инвестирање, вика, за создавање нови услови, ќе дојдат нови инвестиции и вика во наредната 2023 година се планира склучување на договор за соработка со останатите комунални јавни предпријатија, со што би се подобрила состојбата на зоната. Патна инфраструктура, зеленило осветлување. За што имаме реакција од инвеститорите? Па сега нека ми кажи некој од мнозинството што има врска инвестициите во жабени со уличното осветлување, да речеме, во Довлеџик или на Васко Карангелевски. Второ, од оперативна програма на инвестиции, вика одржување и сервисирање на улично осветлување. Поправка и одржување на улично осветлување ќе врши јавното предпријатие Комуналец врз основа од 2018 година. Оти претходно беше на приватник. ВМРО-ДПМН 12 години му плаќаше паушално на приватник. Неколку браила, неколку електрични столбови, осветлување и така натаму, паушално толку пари. И сега се враќаме пак на исто. На новиот директор му товариме работа. Вие од јавното предпријатие Комуналец, значи почитувани граѓани, пластично ви одговарам, ќе си ја работите работата, ќе го одржувате јавното осветлување, ама ќе му фактурирате на жабени, а општина Битола ќе му наплаќа на жабени. Или тука ќе се вртат парите. Договор се уште нема случај. Да го видовме договорот, на колкава сума е, ќе можеме да дискутираме. Повторно, се прават задкулисни игри, како што беше криминалното со заштедата од 38 милиони пресметени само за електрична енергија, сега ќе одат вкупно 47,5 милиони, од кои 8,5 милиони вика за улично осветлување. Може да ми каже некој представник од каде пресмета дека 8,5 милиони денари ќе му бидат потребни за одржување на јавното осветлување во Битола и руралните средини и така натаму? Дали постои некој, еве го и директорот тука, ако има желба, да ми каже по која пресметка дека 8,5 милиони денари ќе му бидат потребни? Пак одиме паушално? Пак се враќаме на стилот на Двојче? На Владимир Талевски? 8,5 милиони денари. Надзор на извршување на програмата на улично осветлување ќе го врши, вика, од јавното предпријатие Ј.П. СИС Жабени, Владо Талевски, ВД директор, подпишан 13.1.2023. Извршител на активности јавно предпријатие на програмата ќе биде Комуналец. Наплатата ќе се врши по доставена фактура од јавното предпријатие Комуналец, а подпишан на надзор на општина Битола. Значи, оваа година преку Жабени, Комуналец, ќе се вртиме еден круг од 1.000.000 евра. Ама никој нема да знае колку лед светилки ќе бидат поминати, бидејќи договорите допрва ќе се склучуваат, програмите, подпрограмите со јавните предпријатија допрва ќе се склучуваат и како што ќе им одговара, така ќе си штолуваат бројките. Затоа барав ревизорскиот извештај да го видиме од јавните предпријатија, да видиме до кај се. Ама никако да го видиме. Градоначалникот го најави пред 2 месеци и пол, 3 можима. Еве, 3 месеци си чекаме, па ревизорот никако го нема. Никако го нема ни заменикот градоначалник, да ни знамавта со тој за ревизорскиот извештај, да го видиме како изгледа сега. Дали, прашањето мое е, почитувани граѓани, дека повторно се враќа приватна фирма, која ќе го држува јавното предпријатие, а парите ќе се претат
ќе се перат преку индустријска зона Жабени, која за цел му е и основна привлекување на странски инвестиции. Ама ние, комуналец, ќе го товариме и новиот директор или ќе опикнеме Воган да работи со своите вработени оно колку што ги има, задржување на јавното осветлување, па ќе му фактурира на Жабени, а тие па после колку што сакат на општина Битола. И така тука ќе си завршат врските. Наместо по бројло, може да биде фиксно. Така беше 12 години. И ние тоа го сменавме. Сега повторно се враќаме на истото. И сега повторно владачкото мнозинство и коалицијата ќе го изгласат. Ова е, почитувани граѓани, што ви го зборувам, дека од денес натаму со овие точки со премавање, единствено што кажа и што кажа по своето лице после година и 2-3-4 месеци владење, дека освен договор, deal oriented, за кој што предизборието постојано зборуваја за ваков град, онаков град, споменувајќи приватни собственици и така натаму, сега први се вклучија тие, во кои што јавните предпријатија не работат, туку работат приватници. За штета, пак ќе речем, кои ќе ја претрпат јавните предпријатија. Вие како коалиција, колеги, слободно можете да изгласате, а можете и не. Ние ќе имаме против од едноставна причина, затоа што се пари на граѓаните. Ќе помине една година, тој ревизорски извештај уште една, не знам дали ќе го добиеме или како ќе го добиеме, како ќе го прегледаме. Меѓутоа, заклучокот се е дека секоја обврска што се остава на граѓаните од јавните предпријатија, повторно ќе треба врз грбот нивни да падне. И повторно тогаш ќе ве потсетам како гласавте, кој беше вашиот став и како ги поддржавте тие незаконски дејанија кои се на штета на граѓаните. Ви благодарам. Благодарам. Дали некој друг ба разбор? Повелете. Благодарам, председателке, почитувани колеги советници, почитувани граѓани, во однос на уличното осветлување, кој што е сега во надлежност на индустријската зона Жабени, од материјалите кои што ни се доставени од страна на директорот за информирање само на јавноста, значи во програмата, оперативната програма за град Битола, имаме околу 8000 сјалични места, каде што ќе се врши поправка и одржување на уличното осветлување. И програмата за поправка и одржување е 4 милиони денари. А колку сјалици ќе бидат променети за поправка и одржување на уличното осветлување, не можеме ние да знаеме која сјалица ќе прегори, и затоа е програмата на 4 милиони денари. Додека оперативната програма за инвестиции, тука се точно наведени каде ќе се интервенира во 2023 година, односно оваа програма е 1 милион денари. Ова е само чисто информативно за оние кои што сакаат само да читаат дел од програмата, а не целосно. Ви благодарам. Благодарам. Дали некој друг ба разбор? Павел Карлевски. Кој ќе читате, ќе знаете, кој ќе не читате, и че не знаете. На 8000 сјалични места предвидување 4 милиони денари, предвиделе, ама не знаеле. Што значи ќе има и анекси. Фала ти, колега,
што не подсети што кладовте само 4, да знаеме дека ќе има и анекси плюс дополнително, бидејќи ако на 8.000 сјалични места дајте 4 милиони денари, то ви е 500 денари по сјалично место. Каква ќе биде изведбата, дали кај некој ќе биде жичка или само сјалица, не знаеме, ама дали кај дека е таа цената да зејме вкупно во просек, не доаѓа. Што значи ќе се исклучувате анекси. Добро е што ми го потврдивте тоа нешто. И мене ми беше јасно, меѓутоа јавноста е добро да знае дека ќе се исклучувате анекси, посебни договори и дека понатаму ќе се дообјаснувате, односно ќе си делите во делот на финансите. А тие 12 милиони во инвестиции, да сме здрави, живи, ќе ги видиме или нема да ги видиме. Или ќе бидат вклучени во овие, или пак и на нив ќе носите анекси, бидејќи не знаете вие кога некој ќе се расипи или нема да се расипи, а уште помалку па на кој дел. Иначе, во оперативниот дел, вака вели. Поправки одржување на уличното осветлување во руралните средини, Горно Оризари, Ангромаркет, Медицинско училиште, Технички факултет, Биотехнички, Григор Прличев и така натаму да не ги читам, имате предвидено лето осветлување на улиците Крушевска република, Церма до Долно Оризари, реконструкција низ улици Бутели, за сето то викате финансирање на програмата ќе биде 1 милион денари. Сега кој чита, кој не чита, убаво е да се провери. Ама ова е документот кој што испрате до нас. Вие може имате некој друг, ама тие се бројките. А бројките се немилосредни. Факт кој што не може да се побијат во она што го правите. Deal oriented. Договор со јавните предпријатија со приватници. Тоа ќе го докажеме во текот на цела година кој ќе го врши тоа нешто. Ви благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Точка број 4. План за работа на јавното предпријатие за стопанисување со индустријската зона Жабен и Битола за 2023 година, кој е за, ве молам да крени рака. 16 за, против 10 против, воздржани 1. Констатирам дека четвртата точка е усвоена. Петта точка, оперативна програма за поправка и одржување на улично осветлување, тековно одржување, замена на живини на трумови флуоресцентни светилки со LED светилки заради поголема енергетска ефикасност на целиот систем за улично осветлување на подрачјето на општина Битола, рурални средини за 2023 година, осветлување на пешачки премини, осветлување на реконструирани улици во општина Битола и поставување на РТ до ТС на булевар 1 мај и улица Васко Карангелевски, кој е за, ве молам да крени рака. 16 за, против, воздржани 11. Констатирам дека точката е усвоена. Шеста точка, оперативна програма за поправка и одржување на улично осветлување на подрачјето на општина Битола, рурални средини од районите Бистрица, Цапари и Кукуречани за 2023 година, кој е за, ве молам да крени рака. 16 за, против, воздржани 11. Констатирам дека седмата точка од дневниот ред е усвоена. Минуваме на седма точка. Програма за измена и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Битола за 2023 година. Точката се гледаше на Комисијата за јавни комунални дејности. Го молам известителот да прочита извештајот. Благодарам председател, почитувани колеги советници. Комисијата за јавни комунални дејности при Советот на општина Битола одржа седница на 18.1.2023 година на која се разгледа план за работа на јавното предпријатие за стопанисување со индустријска зона Жабен и Битола за 2023 година, оперативна програма за поправка и одржување на улично осветлување, тековно одржување, замена на живините на трумовите флуоресцентните светилки со LED светилки заради поголема енергетска ефикасност на целиот уличен систем на подрачјето на општина Битола, рурални средини за 2023 година, осветлување на пешачки премини, осветлување на реконструирани улици во општина Битола и постување на РТ до ТС на булевар 1 мај и улица Васко Карангелевски.
Точка 3. Оперативна програма за поправка и одржување на личното осветлување на подрачјето на општина Битола, рурални средини од районите Бистрица, Цапари и Кукуречани за 2023 година. 4. Точка. Оперативна програма за поправка и одржување на лично осветлување на подрачјето на општина Битола за град Битола за 2023 година. Точка 5. Програма измени на дополнување на програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина Битола за 2023 година. Точка 6. Програма за измени и дополнување на програма за користење и одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Битола за 2023 година. Точка 7. Програма за измени на програмата за развојни планови на општина Битола за период од 2023 до 2025 година. Точка 8. Програма за измени и дополнување на програма за субвенционирање на јавни комунални претпријатија за 2023 година. Точка 9. Одлука за промена на припадност на дел од улица Воден Битола. Точка 10. Одлука за промена на припадност на дел од улица Кресненско Востание Битола. Точка 11. Одлука за промена на припадност на дел од Никола Јанков Вапцаров Битола. По дискусијата на членовите на комисијата го поднесува следниот извештај. По разгледување на материјалот и дискусијата по точка 1, 2, 3 и 4 комисијата гласаше со 3 гласа за. По разгледување на материјалот и дискусијата по точка 5, 6, 7, 9, 10 и 11 комисијата гласаше со 3 гласа за. По разгледување на материјалот и дискусијата по точка 8 комисијата гласаше со 3 гласа за. Благодарам. Благодарам. Отварам претрес. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Програма за измена и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Битола за 2023 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 16 за, против, воздржани 12. Констатирам дека точката е усвоена. 9. Точка. Програма за измена и дополнување на програмата за користење. Значи, 9. точка сме, 8 ја изгласавме. Сега беше со градежното земјиште. 9. точка. Програма за измена и дополнување на програмата за користење и одржување на јавно осветлување на подрачјето на општина Битола за 2023 година. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. 16 за, против, воздржани 12. Констатирам дека 9. точка од дневниот ред е усвоена. 10. точка. Програма за измена на програмата за развојни планови на општина Битола за периодот од 2023 до 2025 година. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. 16 за, против, воздржани 12. Констатирам дека 10. точка од дневниот ред е усвоена. Минуваме на 11. точка. Програма за измена и дополнување на програмата за субвенционирање на јавните комунални претпријатија за 2023 година. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Павел Илиевски. Благодарам за дадениот збор. Почитувани колеги, програма за субвенционирање на општина Битола за јавните претпријатија. Значи во оваа програма сакам да истакнам за интерес на јавноста дека ние истата ќе ја гласаме за, бидејќи доста конструктивни предлози од сите советнички партии, приносењето на амандманите се вчитани во оваа програма. Мислам дека било во пракса и во минатото, така е и сега и така и треба да продолжиме, доколку било кој директор од јавните претпријатија пред нас тука предложи одредена програма, одреден проект или одредена идеја која ние како совет, односно како буџет на општина Битола треба да го помогнеме, ние треба да излеземе во пресед нистиот. Значи било тоа пракса и во минатото, мислам дека треба да биде пракса и годината. Јас тука во неколку мои дискусии претходно знаев да поттикнам дел од директорите да тоа го прават што почесто, бидејќи добро знаеме дека општина Битола е во доста солидна финансиска кондиција, па така да можеби ќе имаме можност и разбирање во иднина како и до сега да ги помагаме
исто така предпријатијата. Во контекст на ова само сакам да кажам за интерес на јавноста дека во општина Битола, кога дискутираме за јавните предпријатија, дека во општина Битола за прв пат се случи еден феномен во оваа година, а тоа е промена на 3 директори. Јас сум советник многу мандати, 3 мандати, советник скоро 10 години. Да, се случило да има промена на директори, меѓутоа тие истите биле во циклус на еден мандат, 3 до 4 години, а не во период од една година. Тоа е показател дека оваа гарнитура која е на локална власт води политика само за лични интереси и задоволување на лични интереси. А тоа го гледаме во работата на нивната работа, во тоа како се движи општина Битола во текот на изминатата година. Ви благодарам. Бојковски, Павле. Благодарам, председателке, почитувани колеги советници. Една техничка забелешка во однос на програмата што е за субвенционирање на јавните предпријатија. Во првиот дел 1,5 милиони денари кои што беа амандмански предложени за набавка на вовчето мечо. Напишано дека ќе бидат за јавното предпријатие Пазари, треба да бидат за паркинзи, подолу во текстот се точно наведени, меѓутоа еве еден апел до службите да ја коригираат, за кога ќе изгласаме тука програмата, да не има техничка грешка, подоцна да не може истата да се спроведи. Тоа е во делот на воведот, а во однос дека се менуваат, односно има промена на директори само за лични интереси и цели, тоа не е точно и јавноста добро го знае. Ви благодарам. Благодарам. Јас ќе земам збор. Почитувани присутни, ќе бидам многу кратка. Морам да признам дека сум позитивно изненадена од координаторот на СДСМ, бидејќи до се сите точки кои што беа на дневен ред се всушност метнување на амандмани кои што тука беа едногласно изгласани и јас навистина не гледав причина истите да не бидат усвоени, бидејќи на седницата за буџет беа едногласно усвоени. Се изнаслушав тука претходно други коментари, меѓутоа ќе кажам само едно. Секој документ кој што го побарале советниците во овој совет е добиен и морам да потсетам колегата Корлевски дека ако некој побара ревизија во овој совет кој има 31 советник, бев јас. Значи, ниеден друг советник ниту имаше поставено прашање во една година, ниту имаше побарано ревизија. Не гледам причина зошто некој би криел ревизии кога јас сум ги побарала. Тоа е едната моја забелешка и би сакала, како што кажува, да е во интерес на јавноста, а во контекст на лични интереси за поставување директори, јас колку што знам истите советници сме денес тука, не гледам лично никој од овде да е наместен директор, така да не мислам дека некој од нас овде има личен интерес за менување на директор. Јас под личен интерес подразбирам некој од нас да станеше денес нов директор. Ви благодарам. Павел. Благодарам, председателке, почитувани колеги, почитувани присутни. Околу програмата за измена и дополнување на програмата за субвенционирање на јавни комунални предпријатија за 2023 година. Значи, факт е дека општината мора финансиски да им помогне на дел од јавните предпријатија, иако се наоѓа прилично во тешка финансиска состојба, па не се исклучува можноста за нејзино задолжување. Ќе започнам од јавното предпријатие Пазари, каде што општината го субвенционира со 3 милиони денари средства за нормално и непречено функционирање на предпријатието. За месец ноември ова предпријатие вработените едва зеда плата, па дури и во декември и беше префрлена, им беше некоја разлика од 1500 денари, како што кажува
колегата Корлевски, не знаеме дали биле во бончиња или во некоја одредена цифра како К15, за да се почастат вработените за новогодишните празници. На комисиите во декември, кога беше присутен новиот директор од Подем, го прашав како планира во наредните месеци да исплати плата. С оглед на тоа што дека пазарџиите паузираат од летните и пролетните реколти, но за жал немаш одговор. И ова предпријатие, иако се смена директор, се уште во загуба околу 2 милиони денари. Значи, сакам да го напоменам и отстранувањето на пазарџиите од месец мај па до денес. Ова предпријатие има претрпено околу 2 милиони денари со нивно дислоцирање, па дел од загубата произлегува и од тука. Како една кратка забелешка, од општинската каса се одделени 1,5 милиони денари за реализација на Вовчето мечо. Тоа е убаво да се направи, значи градот ќе добие поинаков шмек и харизма. На последната комисија, кога беше присутна директорката на зоолошката градина, колегата Чулаковски од Поинаку, изјави дека Вовчето мечо ќе биде донација од приватна фирма. За денес да издвоиме од општинската каса 1,5 милиони денари за негова реализација. Според ова, ние не сме задоволни, па затоа за програмите ќе гласаме воздржано. Благодарам. Благодарам. Корлевски, Бавели. И благодарам. Почитуваме председателке. Вака сега. Ние ќе субвенционираме јавни предпријатија, почитувани граѓани. Јас разбирам, и лично јас на Комисија за финансии и колегите советници, како што каже претходниот дискутант, ќе поддржиме она што му е потребно на јавните предпријатија. Например, Паркинзи наведија дека ќе донираат, му треба за бележење на улиците. Одлично. Нискоградба за одржување од затнување на фекалната канализација, за која што ВМРО ДПМН во прв момент беше против, па после попуне важи. Затоа амандман кој што оповара директорот. А мене ме интересира, ние ќе финансираме пазари. 3 милиони денари. Зошто? Субвенционирање на тековно оперативни работи, за тековни работи. За одржување и за други тековни расходи. И припрема, подготовка и ставање на пазар на голема, рекоа дека го пуштија. Сега пуштен или не е пуштен? Или сума сумарум ќе потрошиме 3 милиони денари на некапитални расходи за оперативно техничко одржување на јавното предпријатие пазари. Меѓутоа, бидејќи да не се зголемуваат цените, да се одржливоста на јавните предпријатија, како што спомна колегата, тука е нашата конструктивност за јавните предпријатија, некој личност, кој ќе биде директор. Она што јас го мислам, не мора да е точно, меѓутоа се гледа од работите. Не може, после 2 недели еден директор, јавните предпријатија, како што прочитав и надзорните одбори, јас не го кажав, за мен и градоначалник, вика, во една седница сите ги сменат управните одбори. Како тие подпишале негативна сметка на пазари, па сега да ги субвенционираме. Како подпишале на комуналец, сигурно врвело на управен одбор. Ако биле честни, компетитивни, сите работи кои што ги наведија, зашо му се? Жабени, ќе му дајме 450.000 денари субвенционирање или 6.500 евра, ќе направиле одведување на отпадни води, зелени површини, тековно работење ревизија, субвенцирање на оперативни расходи
енергетска ефикасност и фотоволтаици. Вакви магионичари на телевизија Коперфилд, како еднаш беше од едно општински дел раководител. Имаме лажни скелини и јажни стубови, а сега цел објект. И сега уште ова ни фали. Со овие 7.000 евра, фотоволтаици, енергетска ефикасност, отпадни води, зелени површини, сјалици, се ќе направиме со 7.000, уште тие му фалеа. Момент. Продолжи се. За среќа, почитувани граѓани, за не работиме со хартија, како што претходно работевме, имаме програмата на Жабени. Собствени приходи 300.000 денари, буџет од општина 600.000, вкупно 900.000 денари. За финансирање на програмата на Жабени. Еве ја пред мене. Ве молам тишина. Која што ја изгласавме пред нецели 2-3 недели. И сега со 4.300.000 или околу 20.000 евра, се ќе се заврши. Не знам зашто се лажиме. Не знам зашто ја лажиме јавноста. Така го губиме кредибилитетот како совет, прво што му гласаме. А и управните надзорните одбори видовме колку се професионални, гајле им е. Ама сега им му даваме подршка за да не влезат во минус и да не прават криминал. Ништо повеќе, ништо помалку, ти пак е треба, ама тогаш троstruко да платат. Затоа јас ја очекував таа ревизија за да видиме кој работи и како работи. И мене таа ревизија ми е потребна од релевантните институции. Најмалку, почитувам председател од вас. Ние како советници јас побарав, например, за наредните точки да ни се достават за училиштата, еве ќе збораме. Не ни ги доставија до денес. Доставени се за училиштата, за материјалите што ги побаравме, донаците? Да. Доставени се, Сабајле стигна на мел? Абе, Сабајлето, председателке. Денес е седмицата, ние ги побаравме пред недела дена. Шо е толку тајна да видиме ние од Министерството? Ништо не се работи за 3 чаши за лабораторија. Отворете ги, ќе ги видите. И еден микроскоп. Не ми е доставено, сега како да видам, не знам. Добро е, може за мене, че до вас се е доставено. Вие сте информации, вие сте информбиро. И сега кога влегвате во дискусија, полека, смирете се, немам потреба да дискутираме оде по точка на дневен ред. Шо имате, имате како информација. Ние тоа што немаме, немаме. Баравме информации за други работи, методологијата изваена за земјотрасите, нек не извадовте извештај. Не е донесена, не е покажена, не знае некој советник. На 2700 граѓани дека по 100 евра ќе му дајте. Да не излегувам од точката, значи јас не знам зашто провокации. Јас кажав, да за нискоградба, да за пелалинг, да за паркинзи, кажа луѓето наменски, ние ќе ги потрошиме за тоа и реално изводливо и кажа со цена колку ќе кошта таа машина и така натаму. Меѓутоа овде ни се наведени таксативно, еве само за Жабени, ќе ви повторам. Ќе направиме фотоволтаици, ќе поставиме, вика, енергетска ефикасност, одведување на пречистителни отпадни води, зелени површини, сето тоа за 7.000 евра. Продолжуваме понатаму. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и точката ја ставам на гласање. 11 точка, програма за измена и дополнување на програмата за субвенционирање на јавните комунални предпријатија за 2023 година. Кој е за, ве молам да крени рака. Против? Воздржани? Двајца. Констатирам дека 11 точка од дневниот ред е усвоена. Технички пропуст сме направиле. Дали може уште еднаш да ја гласаме 7 точка? Оперативна програма за поправка и одржување на улично осветлување на подрачјето на општина Битола за град Битола за 2023 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 16 за, против, воздржани.
Констатирам дека 7-та точка е усвоена. Минуваме на 12-та точка, програма за измена на програмата за економски развој на општина Битола за 2023 година. Истата се гледаше на Комисијата за економски развој. Го молам известителот да го прочита извештајот. Повелете, колешки. Почитувана председателка, почитувани советници, Комисијата за економски развој при Советот на општина Битола одржа седница на 22.1.2023 година на која ја разгледа една точка на дневен ред беше програма за измена на програмата за економски развој на општина Битола за 2023 година и по дискусијата на членовите на Советот на општина Битола им го поднесува следниот извештај. По разгледувањето на материјалот по точката од дневен ред по дискусијата, комисијата гласаше со 2 гласа за и 3 гласа воздржани. Благодарам. Благодарам. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. 16 за, против, воздржани, 11 воздржани. Констатирам дека 12-та точка од дневниот ред е усвоена. 13-та точка, програма за измена на програмата за туризам на општина Битола за 2023 година. Точката се гледаше на Комисијата за јавни дејности. Го молам известителот да го прочита извештајот. Повелете. Комисијата за јавни дејности на Советот на општина Битола одржа седница на 18.1.2023 година на која ги разгледа точките. Точка 1. Програма за измена на програмата за туризам на општина Битола за 2023 година. Точка 2. Програма за измена и дополнување на програмата за култура во општина Битола за 2023 година. И точка 3. Програма за заштита на потрошувачите на општина Битола за 2023 година. По разгледувањето на материјалот по точките од дневниот ред, Комисијата за јавни дејности на Советот им го поднесува следниот извештај. По разгледување на материјалот по точката 1 од дневниот ред, по дискусијата на Комисијата гласаше со 3 гласа за и 2 гласа воздржани и по разгледувањето на материјалот по точките 2 и 3 од дневниот ред по дискусијата, Комисијата гласаше со 5 гласа за. Благодарам. Благодарам. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. 16 за, против, воздржани, 11 воздржани. Констатирам дека 13-та точка од дневниот ред е усвоена. 14-та точка, програма за измена и дополнување на програмата за култура во општина Битола за 2023 година. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. 14. Да. Воздржани? 2. Констатирам дека 14-та точка е усвоена. 15-та точка, програма за заштита на потрошувачите на општина Битола за 2023 година. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Едногласно. Констатирам дека 15-та точка од дневниот ред е усвоена. 16-та точка, програма за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Битола за 2023 година. Се гледаше на Комисија за безбедност. Го молам известителот да го прочита извештајот. Повелете. Комисијата на безбедност беше одржана на 21.2023 година. На истата се разгледуваат две точки на дневниот ред. Прва точка, програма за работа на Општински совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Битола за 2023 година. И втора точка, изработка на Општински совет за безбедност на сообраќај за патиштата на Битола за 2022 година. Значи по двете точки се гласаше со 3 гласа за. Благодарам. Може да се гледат двете заедно така. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор?
Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. 16 точка, програма за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Битола за 2023 година. Кој е за, ве молам да крени рака. Едногласно. 17 точка, извештај за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Битола за 2022 година. Кој е за, ве молам да крени рака. Едногласно констатирам дека 17-та точка е усвоена. 18-та точка, одлука за дополнување на одлуката за утврдување на висината на надоместокот за користење на земјиште во општа употреба за поставена урбана опрема и поставување на урбана опрема за која не може да се наплаќа комунална такса на територија на општина Битола. Отварам претрес по предлогот, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Едногласно констатирам дека точката е усвоена. 19-та точка, одлука за определување на висината на благајничкиот максимум. Отварам претрес по предлогот, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Едногласно. 20-та точка, одлука за промена на припадност на дел од улица Воден Битола. Отварам претрес по предлогот, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот, предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Едногласно. 21 точка, одлука за промена на припадност на дел од улица Кресненско Востание Битола. Отварам претрес по предлогот, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Едногласно. 22 точка, одлука за промена на припадност на дел од улица Никола Јанков Вапцаров Битола. Отварам претрес по предлогот, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Никола Јанков Вапцаров. Добро. Кој е за, ве молам да крени рака. Едногласно. 23 точка, одлука за обезбедени средства за надоместок за експроприација на недвижен имот за изградба на комунална инфраструктура во општина Битола. Отварам претрес по предлогот, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Едногласно. 24 точка, одлука за донесување на детален урбанистички план за четврт Исток 2 блок. Кој е за? 16 за, 17, 18, 19 за. Вие сте воздржани? Добро. Тоа е 23-та. Изведени средства, добро. 8 воздржани. Констатирам дека 23-та точка од дневниот ред е усвоена. 24-та. Одлука за донесување на детален урбанистички план за четврт Исток 2 блок и 0205 општина Битола. Точката се гледаше на Комисијата за урбанизам. Го молам известителот да опрачите извештајот. Благодарам, почитувана председателка, почитувани колеги. Комисијата за урбанизам и заштита на животната средина на Советот на општина Битола држа седница на ден 21.2023, на која го разгледа следниот дневен ред. Точка број 1, одлука за донесување на детален урбанистички план за четврт Исток 2 блок Исток 0205 општина Битола. Точка број 2, одлука за давање на согласност за одобрување на урбанистички проект за стопански индустријски намени на дел од катастарска парцела број 17437 и дел од КП број 17438/7, КП број 17438/2 и КП број 17438/3 местност Викана индустријска као Битола 5. Точка број 3, одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КАО Нижополе во идна урбанистичко-планска документација КП број 527 КАО Нижополе 2 предмети. Точка број 4, одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација КП број 135/7 КАО Нижополе. Надолу ќе читам само катастарските парцели. Точка број 5, КП број 393/2 КАО Нижополе. Точка број 6, КП број 1238 КАО Бистрица. Точка број 7, КП број 522 и 524 КАО Бистрица. Точка број 8,
КП број 249 КО Бистрица. Точка број 9 КП број 1119 КО Бистрица. Точка број 10 КП број 1121 КО Бистрица. Точка број 11 КП број 2570 КО Кукуречани. Точка број 12 КП број 2034 и 5388/3 КО Кукуречани. Точка број 13 КП број 745/2 КО Крстор. 14 КП број 1543 КО Логоварди. Точка број 15 КП број 1171 КО Логоварди. Точка број 16 КП број 137 КО Буково. Точка број 17 КП број 368 КО Буково. 18 КП број 142/5 КО Кравари. 19 КП број 263/7 КО Кравари. Точка број 20 КП број 142/7 КО Кравари. 21 КП број 176/4 КО Кравари. 22 КП број 921 КО Секирани. 23 КП број 619 КО Црнеец. 24 КП број 328/11 КО Магарево. 25 КП број 1033 КО Варашани. 26 КП број 327/2 КО Кажани. 27 КП број 812 и КП број 815/2 КО Оптичари. 28 КП број 786 и КП број 726 КО Грешница. 29 КП број 436/7 КО Карамани. 30 КП број 1011/8 КО Дихово. 31 КП број 529, број 31 КП број 529/4 КО Породин. Точка број 32 КП број 633/2 КО Трново. 33 КП број 604 КО Трново. 34 КП број 753 КО Трново. Точка број 35 КП број 404/10 КО Трново. Точка број 36 КП број 1219 КО Драгожани. Точка број 37 одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко-планска документација КП број 155/7 и 155/3 КО Раштани. Точка број 38 одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко-планска документација КП број 1467 КО Долно Ризари. Точка број 39 КП број 1311/7 и 1311/2 КО Долно Ризари. Точка број 40 КП број 17313/7 КО Битола 5. 41 КП број 16960/7 КО Битола 5. Точка број 42 КП број 16599 КО Битола 3. Точка број 43 КП број 10846/3 КО Битола 5. По разгледувањето на материјалот по точките, комисијата го поднесува следниот извештај. По точка број 1 и 2 дневниот ред се гласаше со 4 гласови за и 1 глас воздржан. Точките од 3 до 43 од дневниот ред се гласува со 4 гласови за, а 1 советник се иззема од гласање. Благодарам. Благодарам. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, молам да крени рака. 24. Против? Воздржани? Двајца. Констатирам дека 24-та точка дневниот ред е усвоена. 25-та точка одлука за давање на согласност за одобрување на урбанистички проект за стопански индустријски намени на дел од катастарска парцела број 17437, дел од КП број 17438/1, КП број 17438/2 и КП број 17438/3, индустријска катастарска општина Битола 5. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, молам да крени рака. Против?
Воздржани? 2. Констатирам дека точката од дневниот ред е усвоена. 26 точка, одлука за примање на трајно користење на движни ствари на општина Битола за потребите на основното училиште Кирил Методи, Даме Груев, Стив Наумов и средното општинско училиште Кузман Шапкарев. Отварам претрес, ја прочитавме точката, така? На комисија? Добро, отварам претрес по предлогот, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Едногласно. 27 точка, иницијатива за донесување одлука за формирање на совет за поддршка на женско претприемништво на општина Битола. Точката се гледаше на комисијата за еднакви можности меѓу мажите и жените. Го молам известителот да го прочита извештајот. Почитувана председателке, почитувани колеги советници, Комисијата за еднакви можности помеѓу мажите и жените при Советот на општина Битола одржа седница на 18.1.2023 година на која се разгледа иницијатива, точка 1, иницијатива за донесување одлука за формирање на Совет за поддршка на женско претприемништво на општина Битола и точка 2, заложба за унапредување на родовата еднаквост и елиминирање на насилството врз жените во политиката. По дискусијата на членовите на комисијата го поднесуваат следниот извештај. По разгледувањето на материјалот по точка 1 и 2, комисијата гласаше со 6 гласа за. Благодарам. Благодарам. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Едногласно. Точка број 28, заложба за унапредување на родова еднаквост и елиминирање на насилството врз жените во политиката. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Едногласно. 29-та точка. Решение за давање согласност на распределба на средства во следните училишта во општина Битола за 2023 година. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Едногласно. 30 точка, одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација КП број 527, катастарска општина Нижополе, 2 предмети. Отварам претрес по предлогот, дали некој бара збор? Бидејќи никој... Повелете. Почитувана председателке, почитувани присутни, мојата кратка дискусија се однесува на сите легализации понатака. Значи, законот е таков каков што е. Ние во разгледуваните предмети имавме предмети кои има и заклучок на прекинна постапка. Да бидете спокојни, законот ни дава нас право и ваквите предмети да ги изгласаме позитивно. Дали некој се слага или не со законот, ич не е проблем, меѓутоа моето барање до службите на општина Битола, со оглед на тоа што некои предмети се од многу порано, некои од покасно, доставени во општина Битола, некои се решени, а некои не се решени, сакам да добиеме извештај овде, колку предмети има уште останато недорешени и од која година се тие доставени до општина Битола и кога планираме да ги завршиме сите легализации, за веќе да ја завршиме ова приказна и да продолжиме со нормална урбанизација на нашиот град. Благодарам. Ве молам нека влези во записник Наталија и нека биде доставено до одделението за урбанизам до наредна седница да ни достават таков документ. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Се извинувам, председателке, сакам да напоменам дека ние ќе си земиме од гласање за сите точки надолу. Дали некој друг бара збор? Пауза до 15 часот. Продолжуваме со работа. Значи, застанавме на 30 точка за гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Едногласно.
31 точка, одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација, КП број 135/1, катастарска општина Нижополе. Отварам претрес по предлогот, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Едногласно. 32 точка. 31 точка, одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација, КП број 135/1, катастарска општина Нижополе. Отварам претрес по предлогот, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. 26 за, советничката група на Левица се иззема и не е присутна. 32 точка, одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација, КП број 393/2, катастарска општина Нижополе. Отварам претрес по предлогот, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. 26 гласа за. 33 точка, одлука за утврдување на потреба за донесување урбанистичко-планска документација, катастарска парцела број 1238, катастарска општина Бистрица. Може да не барам претрес, туку да гласаме директно. Кој е за, ве молам да крени рака. 26 гласа за. Значи, прочитајте ги катастарските парцели, ние ќе ги поддржиме, сите ќе гласаме за. И може и едногласно на крајот, ако нема советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата друг став, да ги гласаме сите наеднаш. Добро, нема проблем. 34 точка, урбанистичка планска документација за катастарска парцела број 522 и 524, катастарска општина Бистрица. Кој е за? 26 гласа за. 35 точка, урбанистичко-планска документација за катастарска парцела број 249, катастарска општина Бистрица. Кој е за? 26 гласа за. 36 точка, донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела број 1119, катастарска општина Бистрица. Усвоена со 26 гласа за. 37 точка, урбанистичко-планска документација за катастарска парцела број 1121, катастарска општина Бистрица, усвоена со 26 гласа за. 38 точка, урбанистичко-планска документација за катастарска парцела број 2570, катастарска општина Кукуречани, усвоена со 26 гласа за. 39 точка, урбанистичко-планска документација за катастарска парцела број 2034 и 5388/3, катастарска општина Кукуречани, усвоена со 26 гласа за. 40 точка, урбанистичко-планска документација за катастарска парцела број 745/2, катастарска општина Крстоар, усвоена со 26 гласа за. 41 точка, урбанистичко-планска документација за катастарска парцела број 1543, катастарска општина Логоварди, усвоена со 26 гласа за. 42 точка, урбанистичко-планска документација за катастарска парцела број 1171, катастарска општина Логоварди, усвоена со 26 гласа за. 43 точка, урбанистичко-планска документација за катастарска парцела број 137, катастарска општина Буково, усвоена со 26 гласа за. 44 точка, урбанистичко-планска документација, катастарска парцела број 368, катастарска општина Буково, усвоена со 26 гласа за. 45 точка, урбанистичко-планска документација за катастарска парцела број 142/5, катастарска општина Кравари, усвоена со 26 гласа за. 46 точка, урбанистичко-планска документација, катастарска парцела број 263/1, катастарска општина Кравари, усвоена со 26 гласа за. 47 точка, урбанистичко-планска документација за катастарска парцела број 142/7, катастарска општина Кравари, усвоена со 26 гласа за.
48 точка урбанистичко-планска документација за катастарска парцела број 176/4, катастарска општина Кравари, усвоена со 26 гласа за. 49 точка урбанистичко-планска документација КП број 921, катастарска општина Секирани, усвоена со 26 гласа за. 50 точка урбанистичко-планска документација катастарска парцела број 619, катастарска општина Црноец, усвоена со 26 гласа за. 51 точка урбанистичко-планска документација катастарска парцела број 328/11, катастарска општина Магарево. 52 точка усвоена со 26 гласа за. 52 точка урбанистичко-планска документација катастарска парцела број 1033, катастарска општина Барешани, усвоена со 26 гласа за. 53 урбанистичко-планска документација катастарска парцела број 327/2, катастарска општина Кажани, усвоена со 26 гласа за. 54 точка урбанистичко-планска документација катастарска парцела број 812 и 815/2, катастарска општина Оптичари, усвоена со 26 гласа за. 55 точка урбанистичко-планска документација КП број 786 и КП број 726, катастарска општина Граешница, усвоена со 26 гласа за. 56 точка урбанистичко-планска документација КП број 436/1, катастарска општина Карамани, усвоена со 26 гласа за. 57 точка урбанистичко-планска документација КП број 1011/8, катастарска општина Дихово, усвоена со 26 гласа за. 58 точка урбанистичко-планска документација КП број 529/4, катастарска општина Породин, усвоена со 26 гласа за. 59 точка урбанистичко-планска документација КП број 633/2, катастарска општина Трново, усвоена со 26 гласа за. 60 точка урбанистичко-планска документација КП број 604, катастарска општина Трново, усвоена со 26 гласа за. 61 точка одлука за утврдување на потреба на донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на плански опфат и вклопување на бесправни објекти. Катастарска општина број 753, катастарска општина Трново, усвоена со 26 гласа. 62 урбанистичко-планска документација КП број 404/10, катастарска општина Трново, усвоена со 26 гласа за. 63 точка урбанистичко-планска документација КП број 1219, катастарска општина Драгожани, усвоена со 26 гласа за. 64 точка одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко-планска документација КП број 155/1 и КП број 155/3, катастарска општина Раштани, усвоена со 26 гласа за. 65 точка урбанистичко-планска документација за КП број 1467, катастарска општина Долно Оризари, усвоена со 26 гласа за. 66 точка урбанистичко-планска документација КП број 1311/7 и 1311/2, катастарска општина Долно Оризари, усвоена со 26 гласа за. 67 точка урбанистичко-планска документација КП број 17313/7, катастарска општина Битола 5, усвоена со 26 гласа за. 68 точка урбанистичко-планска документација КП број 16960/1, катастарска општина Битола 5, усвоена со 26 гласа за. 69 точка урбанистичко-планска документација КП број 16599, катастарска општина Битола 3, усвоена со 26 гласа. И 70 точка урбанистичко-планска документација КП број 10846/3, катастарска општина Битола 5, усвоена со 26 гласа за. Со тоа денешниот ред
дневен ред за денешната седница е исцрпен. Ви благодарам на присуството и ја заклучувам седницата.